12 денот на македонскиот јазик, па некои од министрите ќе треба да си заминат да настанат, па да останат само министрите, ресорните со законите што ги имаат. Ако немате други прашања за Бочварски, за Бетличи, за Вики, за другите. Само едно кратко дело. За сите едно прашање? Да. Значи ние дојдовме на време, у 10:30. Да. Браво. Напојли. Едно прашање за сите. Колкава плата земавте за овој месец? Чека да видим. На микрофон. И после. За сите, не само за вас. Видам смутка. Значи сите се различни, ја гледам дека е најмало од сите вице-премиери и од премиерот и е многу помало од претходната плата во моето претходно работно место. Но е согласно законот и на вистина е добро што Уставниот суд не донесе ретроактивна одлука, затоа што, ако не се лажам, од 2011 е замрзнат коефициентот и по однос на платите апсолутно нема ништо незаконски, туку се однесува на неуставна одлука која што е донесена во 2011 за замрзнување на коефициентот и беше дебата од страна на пратениците веќе 2-13 години ова прашање. И добро е, навистина, што Уставниот суд не донесе одлука да важи ретроактивно, што би значило дополнителни 12 години. Благодарам. Ве мола микрофонот, само прашање, прво околу темата, ако има, последње други прашања надвор од темата. Не беше само за вас, за сите беше прашањето да кажат. Колку земале, сумата ме интересира. Ќе дополнам. Значи, се работи за 1600 функционери. Значи, законот опфаќа судии, обвинители, градоначалници, советници на општините, директори, многу широк опфат. Значи, само да знаат граѓаните за што зборуваме. Благодарам.